Драги ученици, добар ден! Добре дојдовте на уште еден час по математика на Е-училница. Јас сум наставничката Ангелина и овие неколку минути ќе учиме за А. За овој час ќе ви требаат следниве материјали: работна тетрадка по математика дел 3, тетрадката по предметот математика, приборот за пишување, односно вашето моливче и гумичка, еден празен лист, ножички и линеар. Сега ве молам натиснете пауза на видеото и земете го кај вас потребниот материјал. Во текот на видеото ќе имате потреба, односно задача, неколку пати да го паузирате видеото за да извршите барање. Овој час се дружиме со Иле. Тој многу го сака часот по физичко и здравствено образование, па затоа секое утро прави вежби. Да видиме како вежба Иле. Најпрво ги испружува рацете и прави рамен агол. Потоа ги витка рацете во лактовите и прави прав агол. Колку повеќе ги движи своите рачиња кон рамото добива остар агол, а колку повеќе ги испружува рачињата добива тап агол. Ајде да пробаме. Стануваме од нашето столче и започнуваме. Испружете ги рачињата, добивме рамен агол. Свиткајте ги рачињата во лактите. Добивме прав агол. Сега движете ги рачињата кон рамењата. Стоп. Добивме остар агол. Наред е да се вратиме во положба на прав агол. А сега почнуваме да ги испружуваме рачињата. Стоп. Добивме тап агол. Одлично. Кога би ги представиле аглите со линии, тоа би изгледало вака. Ова беше рамен агол, како една налегната линија. Свиткани рачиња во лакти прави прав агол, односно две прави линии. Една права и една коса линија ни даваат остар агол и повторно една права и една коса линија ни даваат тап агол. Така, денес ученици ќе учиме за прав агол. Ама, најпрво за вас имам една задача. Во вашите тетрадки нацртајте ги видовите агли и именувајте ги. Прав агол, остар агол, тап агол и рамен агол. По меѓувреме, натиснете пауза на видеото. Кога ќе завршите со работа, продолжете да гледате. Може да започнете. Како што рековме, на овој час ќе се задржиме на правиот агол. За да го научиме, најпрво треба да го изработиме. Како најлесно? Земете еден лист и една округла чинија. Прецртајте ја чинијата на листот, а потоа исечете го добиениот круг. Така кругот свиткајте го на половина. Добивме симетрична фигура полукруг. Исечете по линијата, ама внимавајте да биде рамно. Ако ви е потребно, користете линеар. Ќе добиеме две вакви фигури. Добиената половина. Повторно свиткајте ја на половина. И пак добивме симетрична фигура. Повторно сечеме по линијата. Добивме вакви и овде се наоѓа правиот агол. А сега да пронајдеме прав агол. Земете го вашето изработено аголче и ставете го на некое теме. Еве вака. Ако двете линии се преклопуваат, за овој агол велиме дека е прав. Забележуваме дека на правоаголникот има прав агол. Драги ученици, натиснете пауза и потрудете се сами да процените, па и обележите каде има прав агол. Да провериме. Прав агол имаме кај, рековме, правоаголникот. И тоа не само еден, туку 1, 2, 3, 4. Прав агол имаме и кај овој прозорец, бидејќи како што може да забележиме, тој е изработен од мали правоаголници. Прав агол имаме и кај оваа раскрсница. 1, 2, 3, дури 4 прави агли.
Прав агол има и кај спортското игралиште, имаме кај квадратот, кај триаголникот и кај кругот нема прави агли. Одлично! А сега да се потсетиме. Кога зборувавме за четвртина свртување на десно, како се движија стрелките? Точно, од бројот 12 на бројот 3. Овде, ученици, имаме прав агол. Да провериме. Го земаме нашиот изработен прав агол и го ставаме на темето. Гледаме дека линиите се преклопуваат, односно овој агол е прав. Ајде да пробаме на истиот часовник, меѓутоа четвртина свртување на лево. Каде ќе се помести стрелката? Така е, на бројот 9. И овде имаме прав агол. Малку да повежбаме. Ако на овој часовник му направиме четвртина свртување на десно, каде ќе се помести стрелката? Да, на бројот 6. Да провериме дали имаме прав агол. Го ставаме на темето, гледаме дека стрелките се преклопуваат, односно имаме прав агол. Да запомниме. Четвртина свртување на лево или на десно прави прав агол. Ова може да го запишете и во вашите тетрадки. А сега, ученици, за вас имам една домашна задача. Отворете страна 28 од работната тетрадка по математика дел 3. Имате задача да одредите кои од аглите покажуваат прав агол и да ја заокружите соодветната буквичка до агол. За решавање може да го искористите правиот агол кој го изработите. Ви благодарам на вниманието